Јас многу реагирам на таа работа од други причини, бидејќи тоа е многу несигурен податок. Тоа е сигурен податок дека мајка му вели така, а према тоа би било убаво да се служа со сигурни податоци проверени. Значи, ова е непроверен. Попроверен податок е дипломиран инженер, професор, ректор. А дали кумувавте за неговото враќање од Америка? Воопшто не. Ошто јас разбрав 3 дена и бев пред неговото промовирање, сосема случајно на телевизија гледав, се спомна моето име како кандидат на партијата на Тито Петковски, бев запрепастен, никој со мене не разговарал, го поворав Тито и тој почна да се смее. И го прашам зошто, па вика, очигледно новинарите не знаат дека имаш син, што се вика Самак, и те помешале, така да навистина беше за мене изненадувачки, но тоа си е негова работа. Ајде да му се вратиме на факултетот, на вашата актуелна титула. Вие сте ректор, рековме, на Универзитетот за информатичка технологија. Што е смислата на формирање еден ваков факултет? Јас пред мислам 4 години или 5 беше, објавив една книга за тековите на аутсорсинг или релокација на трудот во светот, во која што објаснив еден од најголемите протоци на релокација ќе се одвива во информатиката. Тоа, да речем, е независно од одлуката на владата. Сакам да кажам дека тоа го објавив во таа книга. И втората работа е што информатичката технологија и наука е многу поврзана со човечките квалитети, а со помали капитални инвестирања. И тука секоја определена нација за нешто повисоко, мотивирана за нешто повисоко, може и со помали материјални трошоци да дојде до подобри резултати за своето население. Владата пред, мислам, 2 години се реши да го направи со закон тој информатички универзитет во Скопје. Јас бев повикан минатата година кога една друга група американски професори ме повикаја од Џорџ Вашингтон да учествувам со нив во припрема на некоја програма нова за информатички универзитет. Во тие 2 варијанти владата се реши за овој американскиот концепт кој што морам да кажам е извонреден. Прашањето беше дали е тоа рационално во Скопје, кој е преоптеретен со универзитети. Премиерот реши дека сепак Охрид е местото каде што е формиран првиот универзитет. По мое мислење во Европа. По мое мислење дека Охридскиот е првиот во Европа. Сега можеме да спориме со другите, ја не сум историчар, но тоа така го чувствувам. Така да тоа преизлегува, но концептот на универзитетот е направен така да можеме да имаме повеќе аргументи кога повикуваме странски компании од информатички сектор да дојдат и тука да инвестираат во тоа подрачје. Инаку, изминативе десетина година беше изразито забележен одлив на мозоци, велиме така, меѓу нив замина и значителен број кои излегува од информатичките факултети од Македонија. Точно, значи, ние тоа не можеме да го спречиме. Тоа е индивидуална. Некои дури стручњаци мислам дека и веќе работат на некои проекти за вештачка интелигенција, дури и во нас се наши деца кои заминуваат. Дефинитивно. Па видите, ние имаме стварно млади и талентирани деца. Сите оние кои што се мотивирани за повисоки цели во својата кариера во животот, успеваат. Годинава ние имавме во Микросам академијата дете кое што е запишено на Принстон, например, од средна школа, кое што е понудена стипендија во Принстон, кои што имавме деца кои што на разни други универзитети по светот се, можеби малце знаете дека еден од главните истражувачи на Microsoft е македонец Дарко Кировски, кој што е еден од луѓето кои што имаат најмногу патенти во Microsoft и кои што се уште и тој се понуди да ни помогне во универзитетот и си ја сака Македонија. Имаме плејада на деца во Google наши. Моментално во Македонија е присутен професорот Читкушев, кој беше еден од најталентираните во бивша Југославија, кој што работеше со... Дали е тоа некоја паралелна школа која господин Читкушев? Не, воопшто не. Ние сме со Читкушев стално во тек
настрана што сме врзани по роднинска линија, али мислам тие се многу одамна иселени. Македонија е мала, ние многу од нас сме поврзани на некој или еден или друг начин, но сакам да ја укажам, значи Читкушев е еден од топ деканите во Америка на еден врвен Бостонски универзитет и доаѓа тука повторно го влечи Македонија да помогни во еден тип на образование и она ја што го слушнав што го понуди е многу ниска цена за тие што се амбициозни да дојдат до титула на Бостон универзитет, да бидат магистри на Бостон универзитет. Значи, тие се сите работи, да ги спомнам професорите Попови, кои што се во Шведска на високи позиции на шведските универзитети, да го спомнам професорот Петар Поповски, кој што е прогласен за најдобар млад научник на Данска, кој што има 34-5 години, меѓу другото, и кој што исто во Охрид, од Охрид и дојде во Охрид и ќе ни помогне на универзитетот. Значи, ние сакаме низ ова село, не само универзитетот, него полека да ја правиме мрежата на македонските интелектуалци расфрлени по светот, кои на еден или друг начин ќе влијаат врз едукацијата на наредните генерации. А како го коментирате ова дека еве проектот не ја доживе максималниот ефект на секое дете компјутер? Па не знам, јас не сум во текстот таа работа, да ви кажам толку. И децата повеќе знаат од наставниците? Па тоа е секогаш така. Прво, треба да се свати дека децата ги привлекува кај компјутерите игрите и е нормално за да дојдат до игрите мора да совладат еден куп други работи. Тоа лесно го прават. Многу лесно и сосема е јасно во тие години. Добро, рековте, IT и ве пишувавте за тоа, IT индустријата во Македонија е една од ретките која се движи по нагорна линија. Ја мислам дека имам прочитано податок дека минатата година се реализирани 70 до 90 милиони евра. Но сепак дали можеме да кажеме или може да се каже дека далеку сме од една балканска силиконска долина или имам впечаток дека се уште повеќе извезуваме машини отколку софтвери? Памет. Да, најверојатно, но треба да се разбере дека IT секторот едно 14-15 години беше под контрола на неколку влијателни луѓе кои што имаја остварено добра врска со политичката номенклатура и ширењето беше под контрола и само за локалниот пазар. Оние што успеваа да се пробијат беа разни талентирани дали инженери, дали професори, дали други деца кои што успеваја да најдат пазар во странство. Ние денеска имаме неколку во Македонија фирми такви кои што преку анимации, преку други квалитети веќе влегуваат во рамките на светскиот пазар да влијаат. Го имаме Сеавус кој што е една крајно сериозна и голема фирма од информатиката со 400 програмери, колку што јас знам дека ги има, тоа е еден страшен капацитет во информатиката. Значи нешто што никогаш го немала Македонија и тој процес независно од било кого ќе се оди напред затоа што пазарот тоа го бара и пазарот го диктира.